Дали доцниме со онлайн решение повеќе не е прашање, но дали ќе најдеме и дали се надзира решение? Доцниме, апсолутно. Ако овој процес почнеше многу порано, пред неколку месеци, сега ќе бевме веќе, мислам, во завршна фаза. И сега почнува да се движат работите, овие неколку недели, можам да ви кажам дека навистина интензивно се работи и се направија неколку работни групи во кои што учествуваат од Министерството, од МИОА, од МОН, од Труд и социјала, од МАСИТ и од Универзитетот Финки. Значи, само со таква една заедничка определба да се здружиме сите, можеме да дојдеме до решение. Него јас сега тука би сакала навистина да некако да ги побијам сите овие мислења што се во јавноста, гледам и средношколците и сите, дека некако се плашат и се против онлайн наставата, и родителите, и професорите. И јас не мислам дека треба да се плашиме. Знаете, онлайн наставата не треба да се гледа дека ние ја применуваме сега само заради оваа ковид криза. Нас само тоа не донесе во една ситуација да тоа побрзо го направиме. Светските универзитети и најголемите добри образовни центри, значи и пред ковид кризата имаа варијанта за учениците да можат да посетуваат часот и онлайн или да бидат во училница. Дори да кажеме кога немаше ковид, ако се тие во училница добиваат некој поен повеќе, а тие од дома може. Само што многу е битно, ова сега што се направи голема грешка овие неколку месеци, е тоа што не се унифицира концептот. Концептот требаше да биде еден и тој мора да биде ист за сите основни и средни училишта. Значи, платформата на која што ќе се работи таа онлайн настава треба да биде единствена. Тоа воопшто не е тешко. Платформите се измислени во светот, неколку се тие, и апсолутно ние како МАСИТ, како најповикана комора од IT секторот, ќе помогнеме во определбата која определба за платформа е најдобра. Значи, сега веќе има некакви предлози и некои од нив се навистина добри, со тоа што да ви кажам дека платформата не е клучот во оваа работа. Ние ќе гледаме платформата да може да се да ги искористи сите капацитети и од хардверски дел и од софтверски дел, што оваа држава повеќе од 10 години ги има на располагање. Значи, не треба од нула да се почнува, него се тоа некако да се координира и инкорпорира во еден систем. Но велите разгледуваме. Не. Ние сме на 2-3 дена пред 1 септември, така, кога вообичаено во нормални услови почнува учебната година. Така. Годинава поради пандемијата е одложена месец дена, но како тоа разгледуваме? Еве сега ќе ви кажам. Значи, платформата е, мислам дека веќе и одлучена. Со тоа што во овој процес на онлайн настава не е само платформата, тоа што ќе биде. Значи, има тука повеќе компоненти. Прво и основно е, значи, дигитализацијата на наставните планови по предмети. Значи, тоа е до некаде направено од Бирото за образование. Сега треба да се види што уште треба да се дополни во тие дигитализирани програми. Втора работа, треба да се испита и структурата, инфраструктурата на училиштата и на домовите во однос на опремата која што е потребна за тие деца да можат да посетуваат онлайн настава, да извршуваат онлайн настава. Секако, еден од важните и многу јаки сегменти е интернет пристап до секое место во нашата држава. Што јас се надевам дека тој проблем лесно ќе се реши, бидејќи ние имаме мислам дека министерот рече дека и претходните, откако почна пандемијата, дека во претходниот период интернетот, барем според нивна информација, бил достапен до сите. Имаше. Да ви кажам, многу соработуваат двајцата членки, Ја1 и Телеком, ни се во управниот одбор и навистина они апсолутно се спремни да помогнат и во оваа ситуација и тие проблеми со интернетот да бидат разрешени. Исто така, базите на податоци кои што секој училиште зависи од тоа, значи они имаат веќе за тоа софтвер, може би 10 години и дневник имаат, значи сега веќе мора
подобро да се ажурираат. Нема веќе тоа некој внел, некој не внел. Значи, тука тие работи се сега што се работат, али знаете, тоа не е некоја обемна работа. Тоа ќе се заврши, мислам дека за една недела, дури од 15, мислам дека ќе ги имаат оние ажурирано податоците. На крај краишта, наставните програми. Па не мора сите наеднаш до јуни, јули да биде, да кажеме, физика пополнета. Нека биде сега за првите 3 месеци, у тие 3 месеци ќе се работи, за следните 3 месеци ќе се дигитализира. Сега јас вака зборувам, не знам точно податоци како е, али многу е важно систематизација на процесот и да се каже во кој правец. Оваа цела, како да кажам, недоразбирање што стана и што сега секој нешто изјавува, родителите едно, учениците друго, знаете, професорите трето, не знам, градоначалниците четврто, треба да има и тоа треба да биде под капата на Министерството за образование. Се надевам дека тоа сега ќе појде на подобар пат, бидејќи секогаш кога се избори, знаете, државата скоро и да не функционира, али бидејќи сега Министерството за образование треба да излезе, дури сега утре или понеделник, ај утре празник, да излезе со јасната платформа кој што треба да направи во оваа работа и кој се треба да учествува во овој проект. Ова ќе биде, јас мислам, многу брзо може да се направи, апсолутно. Од IT гледна точка да знаете дека тоа не е воопшто голем проблем. Имаме ли капацитет како имаме. IT изборуваме? Јас како IT, значи тврдам овдека дека нашите компании, IT компаниите и од телеком компаниите се светски имиња, они работат на светскиот пазар. Ние минатата година имаме 180 милиони евра извоз направен, на кој што не му требало ни граница, ни царина, мислам, ни камион, нити транспорт. Значи, IT секторот има капацитет. Работата е тоа што сега во моментот треба да се искористат и издружат сите чинители во оваа работа. Значи, тука е важно Министерството за образование, Финки, исто како универзитетска институција, која што е повикана, Труд и социјала, МИОА и МАСИТ. МАСИТ нормално, бидејќи членките на МАСИТ може многу да помогнат во имплементацијата на оваа работа. Знаете, вие и нека купат они, да кажеме, не знам колку компјутери за секое дете или како би. Мора тој проект да успее само во случај да има и сервис. Значи, ако е тие компјутери си по цела Македонија, тогаш треба во местото каде што значи е даден компјутерот на дете, на училиште или на нешто, да има некој сервис кој што ќе може веднаш да интервенира. Така да од сега во моментот, бидејќи се направија некои работни, после нашата изјава, до тогаш ние не бевме, мислам, консултирани, али бидејќи дадовме една изјава за медиуми дека сме спремни да помогнеме, да ви кажам, уште утре дента од МИОА ни се јавија и ни ги дадоа некои предлози кои што веќе ги има они разгледувано. Да дадеме ние некое мислење. Ние свикавме вонреден управен одбор и ги разгледувавме тие предлози и навистина има некои што се издржани и што се... Јас не би сакала да тоа го изјавувам, бидејќи не сум официјално лице, али мислам дека тоа многу брзо ќе се обзнани. Така да, јас се надевам дека овие работни групи, сега работните групи се состојат од МИОА, од МОН, од Труд и социјала, од МАСИТ и од Финки. Значи, во работните групи не членуваат, како да кажем, политички личности. Тие се луѓе, многу професионалци кои што со години работат во министерствата и ги знаат проблемите. И навистина сега таква една координација беше неверојатно многу потребна. Значи, не може една институција ова да го реши. Ова мора да биде координиран процес. И ова мора да биде, да го качиме, ние со онлайн наставата, знаете, не го решаваме сега проблемот на COVID. Ние ќе го качиме образованието на едно повисоко ниво. Значи, тоа е суштината. И со COVID и без COVID ова не чека. Сега ова што дојде побрзо,
Мислам, ние одајте знаеме дека до тоа мора да дојде, али ова нас некако сега не стави во една ситуација да бидеме многу ангажирани и да навистина сакаме да помогнеме. Сите фирми дневно се јавуваат со свој предлог решенија, со своји платформи, но сепак мислам дека платформата треба да биде интерактивна, значи тоа треба и да се одвива во одредено време. Ако се направи таа комбинирана настава, мислам, ние не одлучуваме за тоа. Тогаш, за време на наставата, кога ќе биде, да има некои деца кои што ќе можат онлайн, некои кои што ќе можат во училницата, според тие сега протоколи кои што ги направи Министерството за здравство. Да прецизираме, бидејќи и родителите, и учениците се плашат дека ова ќе биде уште една изгубена година, доколку се преиде на онлайн. Вие велите дека не е така. За каков концепт зборуваме? Како ќе изгледа таа онлайн настава? Бидејќи во претходните месеци сето тоа беше импровизација со Вибер групи и така натаму. Како ќе изгледа тоа? Како ќе седиме, например, да се чувствуваме како во Скандинавија? Не знам, така се споредуваме, нели кога? Видете, наставните програми, да кажеме една лекција, таа ќе си оди, значи, апсолутно на екранот. Професорката ќе може да запише, децата од таа страна ќе може тоа да го добијат. Ќе може да биде снимен материјалот, па детето подоцна и да си го повтори тоа што било предавање на часот. Ќе има камера, значи, јас така тоа го замислувам сега. Што ќе одлучат они, тоа е. Инаку за онлайн настава тоа е камера, тоа му доаѓа некако сега, како да ви кажам, овие конференции на Zoom што ги правиме, значи, само на едно многу повисоко академско ниво. Значи, за тоа постојат светски алатки. Тука не треба ништо да се измислува, него една која што е најдобра и најпозната да се инкорпорира во фактички во постојниот систем на хардверски и софтверски решенија што веќе постојат во државата, да не се трошат пари. Имаме ли држава во светот во која што можеме да пресликаме, да го пресликаме моделот кој што можеби во дел, нели, ќе биде успешен? Да ви кажам, како држава можеме да зборуваме за универзитети, да зборуваме, нели, овие што се појаки амерички, во Англија слушам дека и на Оксфорд па ги викаат назад учениците, студентите, али да кажеме американците сосема друг пристап имаат. Постојат тие платформи, постојат примери, ама дека цела земја сега ќе оди онлайн, тоа да ви кажам, сите држави, и нашиот регион, и европските се во една голема каша, мислам, нема тука решение. Лутаат сите. Знаете што? Јас на крај краишта мислам дека ние имаме предност пред сите. Прво заради тоа што сме мали. И инфраструктура многу малку ни треба. Телеком оператори имаме врвни, значи телекомуникациите можам да тврдам дека се многу подобри од било каде во регионов. Така да, со еден заеднички напор и да ако се искористат домашните IT и телекомуникацијски компании, значи за помош, за сервис, за имплементација, за се, ја мислам дека тоа може да се направи во многу брз срок. И на крај краишта не мораме одма да имаме готов производ. Ова е, како да ви кажам, динамична проблематика. Значи, таа ќе се надградува, па ќе гледаме грешките кои се... Ќе може да... Колку се наставниците во целата приказна, не смееме да ги заборавиме, подготвени за да влезат во ова онлайн учебна година? Да ви кажам сега, јас гледам дека тука и по медиумите малку се тоа изедначуваат сите општини и сите училишта. Затоа треба да се направи добра анализа оваа недела. Бидејќи не сите општини се исти и сите училишта. Јас какви некои директорки на училишта гледав што сами вовеле и онлайн настава и се трудат, значи без никаков концепт од Министерството да им даде. Така да може концептот на обука на овие на кои што им е потребна помош да биде од самите гневни колеги, кои што тоа веќе го знаат, да се направи еден тим од учителки, професорки, наставнички, кои што ќе можат од време на време да им држат обука на тие кои што тоа им треба. Децата не се проблем. Тоа знаете, мислам, они веднаш тоа ќе го припатат, ќе го совладаат. Јас повеќе се плашам од ова што ќе треба, да кажеме, да се наставничките и професорките обучат, али изненадувачко има неверојатно многу кои што веќе работат на
како да кажем, на своји некои не платформи, него како своји решенија. И наоѓаат решенија. Јас ви благодарам за овој разговор, се надевам дека во овој паничен период околу пандемијата да останеме здрави, но да не изостанеме и со образованието. Донесовте барем малку смиреност дека и доколку треба да учиме на далечина, тоа ќе нема да биде изгубена година. Ви благодарам и се надевам дека државата заедно со лицата кои што знаат како ќе донесат најдобро решение.